Оризопроизводителите од Кочанскиот регион најавуваа и протестираа и летото и есенва. Се закануваа со масовност и блокади на патиштата со механизација. Дефинираа барање до ресорното министерство. Меѓутоа, сите нивни напори и активности не дадоа резултат. Се доби впечаток дека никој не ги есапи. Освен се разбира, новинарите кои и во делници и во празници ги следеа нивните активности. После ваквото фијаско на бранот без успешни протести се поставува прашањето: зошто земјоделците од другите гранки како тутунарството, воштарството, лозарството па и сточарите главно успеваат да ги остварат своите цели, а оризопроизводителите не? Дали во прашање се нереални барања на оризџиите или незаинтересираност на државата за оризот како култура? Од коментарите на земјоделците на самите протести може да се извлече заклучок дека една од суштинските причини е поделеноста по партиска основа. Ако повеќе години наназад се анализираат активностите и протестите на земјоделците, лесно може да се заклучи дека кога едни протестираат, други бойкотираат и обратно. Таквата поделеност ја генерираат локалните и државните политички фактори преку Сдруженијата на оризопроизводителите, но и преку откупно-преработувачките капацитети, односно фирми кои со различни аршини создаваат различно чувство кај оризопроизводителот.